1894 година е формиран првиот комитет на ВМРО во Македонија, односно Солунскиот и неговиот состав, кој што ги имал како Пане Иванов, Јованче Велков, Иванче Минчев и Јаначи Илиев Чурчиев. Токму формиран во општина Кавадаци и со одлука на Совет нормално тој ово одбележи од 1999 година го одбележуваме, така еве денеска една годишнина до ден почит на ова прво формирано ВМРО. Советот и градоначалникот од таа 99 година до денеска редовно доаѓаат овде, што значи дека со пиетет се сеќаваат на настаните кои ја одбележуваат нашата историја. Апсолутно историјата се запазуваме и меѓутоа и општина Кавадаци сите одлуки на совети и градоначалници претходни сега се ги почитува во целост. За каков настан се работи? Се работи нели за 128 години од формирањето на првиот комитет на тајната македонско-одринска револуционарна организација која се случила во Кавадарци 1894 година. А претходно нели знаеме дека тајната македонската одринска организација се формирала во Солун 1893 година на 23 октомври, но Даме Груев не застанал таму, почнал да оди низ територијата на Македонија, да почнува да се осознава за македонската револуционерна организација. Зошто токму во Кавадарци? Кавадарци бил револуционерен крај. Прво отишол во Штип, потоа поминал во Радовиш и поминал низ Неготино и на крајот завршил во Кавадарци, каде што нашол луѓе кои што нели че одговорат на таа идеја. Основачите на местниот комитет во Кавадарци биле во состав Пане Иванов за председател, кој бил избран, Иванче Минчев чиновник, Јованче Велков трговец, Јаначи Илиев Чурчиев трговец и кожувар. Следниот ден, кога се оформирал комитетот во Кавадарци, заминале истите луѓе со Даме Груев во Ташкото училиште, каде што се формирал комитетот, нели, на тајната македонско-одринска револуционерна организација, во кој влегле Тодор Попандов, Лазо Стериев, Коцо Јорданов, Зарко Димов, Трајче Дубров и Панот Поцев. Не ли било тоа малку опасно време за вакви работи? Да, но идејата да Македонија за самостојност, да добие самостојност и еден стремеж за независна Македонија. Благодарам. Се неубаво и се надевам дека во иднина ќе се сеќаваме на ваквите настани. Сакам да завршам со една мисла, со една идеја, водилка. Нам ни преостанува да не ја заборавиме историјата, да се подсетуваме на настаните од тоа време и борбата на нашите предци за вековниот стремеж за независна Македонија.